bi sakal cijela Makedonija da je dozna i slučkava zašto sve se slučilo i da ne bili ništa na špekulaciji i da zna i sudo i makedonska javnost i policijava kako sve se odigralo, mada tije veće ima i su odvetni dokazi za sve to ovo što go zborujem, sve veće odneseni ivo sudo ivo policijava. Prvo bi sakal da se zablagodaram na makedonska policija, pogotovo na načelnička Emilija i na Čipsija komandirana policijava, što najbrzo možno od njivna strana bilo sprovedeno sve to i go fatija čovjek od koji go storilo. Сега, da nema špekulaciji, so liceto koje go zapalilo objekto vo životo ne sum imal ni vizuelen, ni bilo kakav drug kontakt. Nikogaš ne sme se vidjeli. Znači, nikakvo skroz. Prv pat vo životo so liceto sum imal kontakt vo 8 večerta na telefon, koga mi se javi i mi se predstavi дека Nikola je na telefon i mi kaže дека bi sakal da se vidime za nekoj si biznis. Pošto v 8 sata obično odam na работа, to беше около 7:45, 19:45, ja se spremao и телефоно на интерфон ми беше пуштен. Дома ми се најдува и син ми и жената ми. И на несреќа сета од ова сето што се случи го слушаја разговор. Лицето во 19:45 ми се јавува на телефон и ми вика дека прво ме бара за бизнис. Кога му реков дека до 2 јануари, то беше 30 декември, дека сум по 20 сати за Нова година на работа и дека нема проблем че се видиме, али после 2 јануари детево упорно 4-5 пати инсистира да се видиме тогаш. Ја му викам не може, треба да се видиме 2 јануари. Лицето тогаш ми се представува кој е, дека е Никола, мислам дека е Трајковски Коколе што се вика, и ми вика дека од денеска морам 20 до 25 души секој ден да му наместам маса долу да пија без пари да јада, дека се ќе биде на мој трошок, дека чека од важни луѓе дозвола да го рекетирал цел град и дека од денеска ништо нема да биде исто. Со жената ми се исполивме, хаос беше дома, и ја почнав да му викам, и ми вика дека за тоа што ќе ми ги запали двата објекти дека нема воопшто да одговара со овие зборови. Дека го држа многу влијателни луѓе и дека од утре цел град ќе плаќа рекет овде. Пред то ви напомнувам уште еднаш, никогаш во живото со лицето не сум се сретнал на било каков начин, дали по телефон, дали лично. Понатаму му реков дека во 8 сато ќе слезам долу да го видам јас кој е тој толкав маж што ќе пали објекти, дека слези долу да го видам. Изнервиран крајно му се јавувам на командиро, имам број негов, на командиро од полицијава. Можете тоа да се провери и може и полицијава да провери, на листинг на повици. Командирово полицијава го даде свој исказ дека сум му се јавил и дека беше муавето за рекет кажан веднаш. Значи беше пријавен. Слегувајќи долу во објектот, другиот да работам. На цел персонал му го кажувам што се случува. Сите остануваат запрепастени и ја му кажувам кој е детево, сакам дајте на Facebook да го видам. И тој сведок што ми го покажал на Facebook детево прв пат во 8:15 на вечер, и тој е викнат во суд и кажа дека се работеше за рекет. Жената ми појде на суд и истите реченици јас што сум ги кажала, ти ги слушала на интерфон, дури се спремав и таа го кажа. Имам уште 6 до 7 сведоци, очевидци овде вечерта, кога излегувал и кога бил запален пабо, кога му рекол го гушнал насмеан го гушнал стражаро и му рекол поздрави го Бисерко дека Коколе го направи ова. Почи случај во живото не може во полиција да биде. Од полиција е однесено до судо се. Прво во обвинителство неće да ме прима. Воопшто 7 дена од настано на изгореното неće да ме прима во обвинителство. Под захрана и притисок дека ќе му ги кажам медиумиве и дека ќе го изнесам ова сето, ме примија првиот пат и му дадоја притвор. Пред то на ова сето зло што го направи и штета од над 200.000 евра, неćеше никој ни да го клаи притвор. То се работи овде во судство. Значи неće прво да го клаа притвор. Пожарнава единица. Јас бев известен во 3:30 дека ми е запален објектот, со трчање дојдов овде.
Пожарнава единица гасеше, можете да го проверите тој факт, гасеше без исклучена струја, луѓе во внатре ќе изгинеа. За да се запали цело керме и штетата да биде милионска сума на пари. Позади мене овде, значи лепенка до мој објект, живеа луѓе кои спија внатре со деца мали. Лепенка до мој објект. Денес како појдов во обвинителство, ме пречекаја со овие зборови. Дојди кажи го побардо ова, демек штетата, кажи ја колкава и да си одиш. Како да си одам, рекол. Јас треба да предочам 10 сведоци кои ќе ви кажат за што се работеше, дека се работи за рекет и измама. И издуда за пари. Не измама, извинете. Не бе, вика, случајно е тоа направено. Како реко случајно? Ајде реко случајно на обвинителкава и викам, случајно вас нека ви го запали објектот, па нека биде случајно. Прво реко слушајте ги сведоците, па после. Обвинителкава ми Моза Мрмеска. Во теко на муабето мој и сето она изјаснување не знаеше кај да се поли. И 2-3 пати ми кажува дека демек тоа е предизвикување на општа опасност. Ја му кажувам. Прво реко, имате снимки од Мак Петрол, кај што лицето во 6:30, 18:30 часот полни бензин во шишина. Не ни било слушнато со мене, значи не сме се познавале воопшто во 18:30 кога ги наполнил бензин. Значи сето е сумисла. И нека не се лажат тие што сака да го направи нормален. Бензино е туре 10 сати пред настан. Значи 10 сати пред настано. Сето му било смислено и сумислено. И за изнудат за пари и за ред други работи. Со ова сака да го излече и да биде на слобода. Па ако сакате сите, македонци и македонска јавност, од утре да ви ги палак становите и кујчите, зашто не давате пари и рекет на одредени личности, нема проблем, дозволете и нека судо решава така и нека овде милионски суми штети некој што работел цел живот, нека ви пропаѓа. Значи ова не смее да се дозволи така. Ова зло уште еднаш никогаш повеќе да не се повтори на никој. Значи на никој. Не е битно дали е стан, дали е гарсонјера, дали е бизнис. Живееме во демократска држава и таква сакаме да ја градиме. Значи ако живееме во демократска држава, мора да има и судство и демократски процес кај што ќе ги стопира овие работи што се случува во градот. Не може кој што ќе му текни да земи да пали кујчи, станови и бизниси. Значи не може така. Дали имате некакви сознанија која е личноста, кои се тие 20 до 25 луѓе што ќе доаѓаат тука, кој го испраќа? Значи вака, јас не знам. Мнение некако, кој може. Значи вака, јас она што кажав, се има ви кажав на судот. Кој стои позади ова и кој го брани лицето, ќе се дознае во најбрз краток можен рок. Тие 20-25 души, јас кажувам само детево што ми кажало. Јас не знам кои се 20 и 25 души што ќе дојда кај мене. Али, уште еднаш ќе повторам, дека сето било смислено, сето било смислено. Во 6 е турен бензин. Во 8 ми се јавува мене. Во 3 сабајле, 10 сати после тоа го пали објектот. И кажува уште на стражаро, дека ако не го фата до утре, дека ќе го запали и другиот. Тоа заборави да го кажам. А во меѓувреме проверити за какво лице станува збор, мислам, бидејќи имаше тој таков еден инцидент овде во... Вака сега, зато 3 пати јас сакам да кажам. Лице кое не е во ред, ако некој мисли така, не може 10 сати умислено нешто да го прави. Значи може да го направи инцидентно во момент на нервоза. А не може никој да биде 25 сати нервозен. Значи тоа нема врска едното со другото. Значи тој, кој може се умисла да ми се јави мене и да бара рекет, па 10 сати после да го прави инциденто, тоа нема врска со неворед. И тој што мисли така да го изваи, и него ќе го кажам со име и со презиме ако има таков обид, за да го извади дека не е во ред. Значи детево му е скроз смислено сето од А до Ш и плюс во теко на дента тој на повеќе луѓе му кажал дека ќе го запали објектот. Ако некој прави неурачунливост, прави во моментот, а не прави по 10-15 сати истата работа, а мене во меѓувреме ми се јавува како закана за рекет. Значи се му е смислено. Значи вака, единствено мене што ми го каже муабето е дека чека дозвола од важни луѓе, дека од утре цел град ќе плачи од неговото рекетарство и дека од утре нема ништо да биде исто како што било до денеска.
Пошто то нешто, јас се јавив во полиција кај командиро и го кажав истиот момент. Значи, јас имам дури и порака, еве, ќе ви го предложам и то нешто, од вечерта во 7:45-50, кај што му враќам јас нештото, тој бев крајно изнервиран. Еве вака, овде во зеленото ќе го снимите. А поракава моја вака. Ова што си го направил денес, 7:52. Ова што си го направил денес, поиќе да не ти се повтори. Пошто очигледно не знаеш добро кого сакаш да рекетираш. Ќе се направам на будала, дека ништо не си ми кажал, а за ова, ако сакаш да знаеш, 10 години ќе ти ги јакнат за рекет и закана. Плати си таму како што треба, да останеме како што треба. Значи, може да го снимите. Не. Ова е мојата порака. Од кога му го направив тоа нешто, тој со пораки после сакаше да ме разубеди дека е тој окей, дека не е рекет. Значи, тоа му било смислено. Али ако веќе не е ништо такво, зашо би дошол во 3 сата да го запали објектот? Не, значи ова да бидиме најасно. Јас се јавив кај командиро, значи не ми ги превртувајте зборовите. Не, значи пријава, ја немам службена белешка, а командиро си кажа таму дека имало таков телефонски разговор помеѓу мене и него. Значи командиро ми рече слези одма, ќе те чека Луиџе да ја направиш службенава белешка. Јас мислев, пошто сум од 8 на работа, да ја направам службенава белешка са Вајле. Ама до Сабајле веќе беше... Не, значи јас се јавив на командиро што да правам. Командиро излезе во јавното обвинителство како сведок. И ова сакам да кажам, супругава моја која даваше изјавата и не се ја убедуваја дека не е ништо, дека е се окей или други работи. Значи сомнеш сега тебе кај ти е, дека некој сака да го заташка случајот во судо? Да, дека сака да го заташка случајот во судо и дека тоа не сме да се дозволи. Значи ова не е предизвикување јавна општа опасност. Ова е чисто изнуда за материјални добивки. Пошто јас лицето уште еднаш ќе повторам во живото не сум го видел. Значи ние немавме ни добар, ни лош однос во живото никогаш. А дали претходно сте имале не еве со него, со други луѓе некакви сакани, уцени? Абе, видете, пазите, па јас ќе кажам, значи може ни шаршија да зборува кој што сака. Ја не можам да зборувам на рекла казала муавет. Вие дали сте имале проблеми? Не, лично не. До тој момент, до вечерта, до 19:45, никогаш во живото сум немал таков проблем. А дека сигурно го држи некој, дека е пратен од некој, сигурно е тоа така. Пошто не може надвор од било каква разумност да дојде некој да се јави за рекет да ти го запали објекто 10 сати после. Можете да ја снимите и поракава. Мојот одговор кај што сум му рекол кого ќе рекетираш и се, едно да кажам. Првичната преценка на штетата од официјални лица во судо е 110.000 евра, што ќе биде веројатно 130-40. Во нив не се несени 3 месеци, 4, дури го реновирам, прометите секој ден. Штетата ќе биде над 200.000 евра. Значи, уште еднаш ќе повторам. Ако сакаме да градиме демократска држава, не смееме да дозволиме никој, значи, вакво зло да се случи уште еднаш. Не сме ние 30-та година и Ал Капоне овде.